Секаде со вас, секогаш за вас. Дознава и информира Македонското радио Радио Скопје. Со поддршка од УНЕСКО на 21 февруари секоја година се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик со цел да се прослават повеќе од 6000 различни јазици кои се зборуваат во светот денеска. Меѓународниот ден на мајчиниот јазик е ден за промовирање на лингвистичката и културната разновидност и се потенцира важноста и уникатноста на секој јазик на планетата Земја. Тоа е повод за разговор со Петар Гурев, директор на јавната општинска установа библиотека Феткин од Кавадарци. Господин Гурев, добар ден, се слушаме. Добар ден. Денот на мајчиниот јазик се одбележува на 21 февруари, тоа е в сабота. Дали вие и на кој начин ќе го одбележите овој ден? Токму така, ние како библиотека го славиме нашиот мајчин јазик секојдневно, меѓутоа како и секоја година и оваа година ќе го одбележиме или ден претходно или на самиот ден на некој начин, нема да ви откриам се уште за тоа што сме во договори. Така. Мајчик Феткин, од каде доаѓа името Феткин? Така, нашиот патрон има име и презиме, меѓутоа го имаме запазено или забележано само неговиот прекар. Нашиот патрон се вика Стефан Джитефов Феткин, доаѓа од интересно во тоа време во Кавадарци сите имале прекари или надимеци. Мајката на нашиот патрон се викала Викторија и на скратено ја викале Фетка. Одовде доаѓа и името Фетки. Некаден во 1958 година за прв пат се среќава името Феткин како Фетки на нашата библиотека. Корените на вашата библиотека ги носите од далечната 1870 година, кога е формирано и првото читалиште. Така, затоа имаме први пишани податоци за првото читалиште, меѓутоа се претпоставува дека во нашиот Тиквешки регион или потосно во Ваташе и нешто порано функционирало такво читалиште. Па првите официјални документи кои што ние како библиотека ги имаме датираат токму од тие години. Нешто подоцна, минатата година славиме 80 години од постоењето на нашата библиотека како самостојна институција, или во 1945 година библиотеката по одлука на собранието на град Кавадарци станува првата културна институција како самостојна институција. Веќе скоро 81 година библиотеката постои како институција самостојна сама за себе и функционира одлично. Колку вкупно читатели има во вашата библиотека? Каков е интересот за читање од помладата, од повозрасната популација? Така, со последниот извештај со 2025 година библиотека Феткин има некаде на околу 7000 активни читатели, односно околу 7000 луѓе од Кавадарци имаат членство во нашата библиотека. Кога сме кај интересот, пробуваме да бидеме интересни, да бидеме достапни за сите. Така, на моје огромно задоволство, освен малата популација или децата кои што ја имаат онаа задолжителна литература или лектири, кај нас расте бројот на возрастни читатели. На моје задоволство е да разговаравме баш со пред некој ден со пензионер, еден од поредовните читатели кај нас, вели дека веќе социјалните мрежи и ним устануваат помалку досадни, па се вртат повторно кон книгата. Како ја обновувате вашата колекција на нови изданија? Како вршите избор на книги кои што ќе ги внесете како новина во вашата библиотека? Што ви е смерница? Што ве насочува? Најчесто ние ги слушаме потребите и интересите на нашите читатели. Ние сме библиотека која што, мислам, институција која што работи со луѓе. Ние сме во контакт со тие луѓе, нашата библиотека од отворен тип. Ние немаме шалтер како во другите библиотеки, така да нас ни е директна комуникацијата со нашите читатели. Најчесто ги слушаме нивните потреби, меѓутоа нашиот тим работи секојдневно на
тоа да видиме што има ново, што е достапно за нас и така ја градиме нашата набавна политика. Дали имате лектирни содржини? Да, ги купуваме, ги набавуваме сите содржини кои што ни се достапни и потребни на библиотеката. А кој жанр е најмногу баран од вашите читатели? Така, можеме да кажеме дека сите бестселери се читани кај нас. Секој човек субјективно ги доживува книгите и содржините на книгите, така можам да кажам, ајде, љубовните книги, трилерите, па и драмите се едни од најпопуларните за читање кај возрастната публика. Имате убаво подготвен сајт на интернет страница, може многу убаво да се погледне што нудите. Имате и виртуелен, нели, преглед на вашата библиотека? Така, библиотека Српкин од 2012 година работи целосно електронски, односно вклучени сме во системот Кобис, кој што го користи речиси цел Балкан, па и Македонија. Целиот наш фонд е електронски обработен, веќе Кобис има платформа за нашите читатели. Секој од нашите читатели може слободно да пребарува нашиот фонд. Меѓутоа, од минатата година воведовме и две нови услуги. Кога станува збор за сето тоа е онлайн резервацијата на книги и онлайн продолжување на зајме на граѓа. Овде сме малце понапред од сите други, заради тоа што гледаме дигитализацијата и оваа електронска доба да ја донесеме поблиску до нашите читатели. Дали имате соработка со другите библиотеки во земјава? Да, работиме најчесто со другите јавни библиотеки, меѓутоа и со националните библиотеки кои што се малку поголеми од нас. Имаме многу добра соработка со речиси сите библиотеки. Како го негувате мајчиниот јазик? Како што веќе кажав, ние работиме од кога јас сум директор најмногу на разбирање на читателската култура. Обележувањето на денот на мајчиниот јазик е само еден ден во годината, меѓутоа мајчин јазик, сам зборник кажува, тоа е јазикот кој што го учиме од нашите мајки. Тоа не е јазикот кој што непогрешливо го говориме. И дури кога ќе дојде на училиште да ги учиме правилата и нормите говорење на нашиот јазик, ни доаѓа малку вештачки во природноста на нашиот мајчин јазик. Меѓутоа, ние тука во библиотеката, во комуникација со сите наши читатели, со децата, се трудиме да го донесеме нашиот мајчин јазик на ниво на библиотека, на малку повисоко ниво и секако да го зачуваме. Како што веќе кажавте во најавата, во светот постојат нешто повеќе од 6000 различни јазици, меѓутоа до пред 3 години беа повеќе од 6500. Секоја година се повеќе изумираат да. мајчините јазици, затоа се трудиме и мислам дека на секој еден човек од Македонија треба да му биде првично да го негуваме нашиот мајчин јазик и да го опазиме од негово изумирање. Бидејќи каде и да сме во светот, првиот збор што ќе го кажеме е оној на кој што не научила нашата мајка, па можеме слободно да кажеме дека и последниот збор кој што ќе го кажеме во животот е токму на нашиот мајчин јазик. Дијалектите се богатство, вашиот дијалект е познат, нели? Меѓутоа, колку се трудите сепак литературно да го издигнете, рековте, работите на тоа на повисоко едно ниво, па колку се трудите во комуникација која што е на едно повисоко ниво да го употребувате литературниот македонски јазик? Сега кога сме кај литературниот македонски јазик и мајчиниот јазик, нашиот мајчин јазик е токму дијалектот наш кавадаревски и мислам дека повеќе го употребуваме дијалектот отколку литературниот. Меѓутоа, секогаш на сите настани кои што ги имаме многу, на секоја работилница, секој јавен час говориме сите на литературно-македонски јазик. И за уште една активност ваша, неодамна вие, заедно со амбасадорката на Кралството Холандија, отворивте холандско катче.
простор посветен на холандската литература и култура. Што ве поттикна на овој чекор? Токму така. Во мојот мандат како директор, една од моите насоки или цели беше и меѓународната соработка. Направивме соработка со и имаме веќе сестрински библиотеки од земјите кои што се покрај Македонија, меѓутоа минатата година при случајна средба направивме соработка со холандската амбасада и амбасадорката. На нашето гостување амбасадорката кажа дека нашата библиотека е всушност втората библиотека во Македонија, каде што амбасадата работи на културно поле. Ова соработка ни е нам многу драга, продолжува понатаму. Имаме катче во кое што има само дела од холандски автори. Многу набрзо очекувам да стигнат и дела на холандски јазик, така да не застануваме тука, ќе продолжиме таа соработка со холандската амбасада. Секако ние ќе ги следиме вашите следни чекори. Јас ви благодарам за разговорот и сосема за крај што ќе ни понудите како книга за викенд. Книга за викенд па можам да ви понудам и повеќе книги. Може. Меѓутоа можеме да ги спомнеме и авторите кои што најмногу се читаат. Повелете. Доколку правиме муабет за наши автори, да. Нашиот роднокрајен автор од Каладарци, Далибор Трајков е еден од добрите автори кои што лесно се читаат, имаат прекрасни содржини, доколку зборуваме за бестселери кои што се читани во нашата библиотека тука, Лусинда Рајли, Донато Каризи, Тес Герицен, сите нивни книги се едни од попопуларните и едни од подобрите кои што можат да се читаат. Ви благодарам многу за разговорот и ви пожелувам успех понатаму и овој наш разговор да заокружиме со зборовите на Блаже Коневски, кој вели јазикот е единствената наша татковина, се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината како куќа, како дом, како огниште. Толку така, јас имам уште една мудра мисла која што ја користам речиси секоја година, тоа е мислата на Партени Изографски, кој што вика учи напред книга на свој јазик. После, ако имаш време, учи на други јазици. Тој што учи книга толку на туѓ јазик, а не на својот, тој е еднаков на оној што ја отфрла мајка си и на нејзино место зема друга. Ви благодарам многу за разговорот. Пријатен ден. И благодарам, Јала. Пријатно.